Бог прави се да има плод, да расте. И проблемът е, што забораваме. И како што пее ова песна, се занесуваме. И тој проблем го имале луѓето во Коринт. И апостол Павле во 3 глава им го пишува тоа, што беше спомнато на почетокот, она што ќе го разгледаме сега, за да им припомни апостол Павле дека всушност Павле не е никој, Кифа не е никој, Аполос не е никој, туку Бог е оној кој прави се. И ќе се подсетиме, значи, ќе поминеме на 3 глава, меѓутоа ќе се подсетиме дека сето послание всушност, особено овие први глави, се напишани како на одговор на проблемот што Коринтската црква го има со поделбите. Тој е проблем јасно објаснет во 1 глава, 11 до 16 стих. Црквата е поделена на групи. Една група била Павлова, друга Аполосова, трета Кифова, четврта Христова. Секој велел јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас сум Кифов. И тоа довело до кавги, до раздори, до неслова во црквата. И јасно апостол Павле го покажува проблемот на црквата, тоа е во гордост. Следејќи човечки авторитет, всушност секој сакал да се наметне над другите. Павловата група или оние што сметале дека Павле е најголем од сите, сметале дека тие се поголеми од другите, дека тие се заслужни за напредокот, а дека за проблемите се виновни другите, или пак претендирале дека тие имаат повеќе права да решаваат, да определуваат доктрини во црквата и останати работи. И апостол Павле како одговор на тој проблем, прво им кажува, сака да им покаже дека никој со ништо не може да се пофали. Туку целата пофалба му припаѓа на Бог. И затоа на крајот на 1 глава вели, кој се фали? Да се фали само со Господ. Зошто? Прво почнува со Словото. Словото што ние го проповедаме, вели Павле. Погледнато преку очите на светот, според стандардите на светот, е глупаво слово. Тоа не е некоја длабока филозофија која тогаш ја разглобувале големите филозофи. Таа е безумна. Некој си Бог, толку ги засекал луѓето, што решил да умре за нив. Тоа е, според човечката суета, безумно. Еден вистински Бог, ако е силен и мокен, ќе го реши проблемот на поинаков начин. И потоа им покажува кон самите Коринтови им вели, и погледнете се и вие какви сте. Немудри, слаби, не сте од благородно потекло. Според стандардите на овој свет, вие не заслужувате ништо. Никој вас не би избрал за ништо. Вие сте робови, просеци, бедни луки. Не сте господари, не сте великодостојници, вие сте од најниската класа. Според стандардите на овој свет, вие не заслужувате ништо. Вам никој не би ви подарил ништо. И сепак, вие сте избрани за спасение. Зошто? Да се покаже дека Бог е тој што прави се. Ништо не е од човек. Ништо не е по човечка заслуга. И на крајот се дава самиот себе си за пример. И тоа вели, кога дојдав меѓу вас, бев во физичка слабост, треперев, во страв, во неизвестност, не бев како оние самоуверени, горделиви, надмени, харизматички, говорници, филозофи кои доаѓаат во Коринт и се представуваат со најновите учења, со највештите ораторски техники, за да придобијат следбеници кои ќе тргнат по нив. Апостол Павле вели, јас бев слаб, во страх и во трепет. И се што се покажуваше беше Божјата сила и Духот. И вашата вера се подпре не на моите способности, не на моето величие, туку се подпре единствено на силата на Бог. За да во се покаже дека единствено Бог е заслужен. Дека Бог прави се. Словото не е од луѓето, заслугата не е на луѓето,
Спасението не е от луѓето, се е од Бог. И Бог заслужува слава во се. И потоа продолжува во втората глава, за погажав служба, дека она слово кое изгледа глупо и неразумно е највозвишената мудрост што може воопшто да постои. Тоа е Божјата мудрост. А човек не може да ја свати. Зошто за човек е глупово? Зашто човек гледа со својата суета. Човекот е поробен на гревот, човекот е поробен на гордоста и човекот гради стандарди изопачени кои одговараат, кои се совпаѓаат на неговата гордост. Човекот секогаш го барал Бог. Човекот сака да стигне до Бог, да го разбере Бог. И човек си гради своји представи за Бог кои одговараат на грешната природа. И во тие представи воопшто не може да се совпадне Божјата мудрост. И Бог дојде конечно. Дојде во Христос. Бог се доближи до човекот. Бог лично се представи на човекот. И што направи човекот? Се израдува многу. Не. Човекот го седе Бог и го стави на крстот и го уби. Зошто? Зашто представата што Христос е даде за Бог не одговара на човечките представи, суетни, горделиви представи. Еден евреин очекуваше кога Бог ќе дојде да ги избави од робството и да ги убие непријателите. А што направи кога дојде Бог? Се предаде во раците на непријателите да го убијат. Таков Бог не ни треба и го убие. Не може човекот во грешната природа да ја прифати Божјата мудрост, невозвишената мудрост. И апостол Павле овдека почнува да го објаснува всушност, да објаснува причината зошто луѓето не разбираат и зошто луѓето не може да го познаат Бог. Човек не може да стигне до Бог. Дава пример апостол Павле дека ние како луѓе не можеме да разбереме дури што е во главата на другиот човек, а пак камо ли да разбереме што е во Божиот ум. Единствено, Божиот дух, кој ги испитува Божите длабочини, може да ни открие. Ние можеме да разбереме што има во Бог, единствено ако Бог се открие. И Бог се открие преку Дух. И апостол Павле токму тоа го пишува. Словото што ние го проповедаме не е слово што ние го измислиме. Тоа слово не го создадено во нашите умови. Тоа слово не е собрано човечко искуство низ вековите. Луѓето размислувале, се задлабочувале, барале некој етика, некоја совршена филозофија и ние сега собравме сето тоа го колекциониравме, го усогласивме и сега ви даваме дубово учење. Не, апостол Павле вели, ништо тоа што проповедаме не е продукт на човечкиот ум. Лично Духот ни го даде. Бог ни се откри. И не само што ни го даде Духот нам како откровение, туку Духот ни даде дори зборови како ние тоа да го пренесеме на другите. И со други збори апостол Павле тоа што ние го проповедаме, тоа што е оставено во Словото, не е човечка мудрост, не е Божјото откровение представено со човечка мудрост, со човечки свакине, туку и дури представувањето, запишувањето во Словото се Божите зборови, зборови што Духот им ги дал на апостолите. Тоа значи дека ние во Словото имаме едно совршено представување на откровението што Бог им го дава на апостолите. Бог им се открива на апостолите и апостолите не се запишале своји представи сега Бог што им открива. Туку лично Духот ги насочувал тоа откровение да го пренесат во Словото. Тоа значи дека ние кога го отвараме Словото и го читаме, ние го слушаме Божиот глас. Директно Божиот глас. Иако е запишено од луѓе, Божиот глас е таму. Она што го открил Бог на апостолите и она што го имаме во Библијата е совршено синхронизирано. И затоа треба да ја читаме Библијата. Секоја затворена на Библијата и оставена настрана значи да го оставаме настрана Божиот глас. А тоа значи да се лишиме себе си од врската со Бог. Ако ни значи врската со Бог, ние
ќе сакаме да го слушаме. Ако ни значи Бог, ќе сакаме да го слушаме, зашто Библијата е устата на Бог. А за да го разберем, пак апостол Павел на крајот вели потребно просветлението од Духот, потребно многу ради. Иако Словото е совршеното откровение на Бог, совршената Божја мудрост останува неразбрана од телесниот човек. Потребно е просветление, потребно е Светиот Дух да ни даде нов ум, Христов ум, кој испитува се. Не оди во темнина, туку е осветлен. Тоа е идејата на вториот дел на втората глава. Да ни покаже апостол Павле дека тоа што е безумно во очите на луѓето е всушност најголемата мудрост. Ја кажува причината зашто во очите на луѓето е немудро. И сега во третата глава тој пак се враќа многу директно на проблемот што го имале коринтјаните, проблемот со гордоста. Тука тој многу јасно, многу директно им кажува какви се они, какви се замислуваат дека се, а какви се во суштина, и ја кажува и причината. Дава аргументи, многу добро се аргументира со неколку метафори. Една од метафорите е за бебиња кои се хранат со млеко, со така лесна храна. Потоа користи метафора од земјоделието. Црквата ја представува како нива, а верниците како служители кои работат на таа нива. И третата метафора од 9 стих натаму е за црквата како една зграда или храм во кој што живее Божиот Дух. И во тие неколку метафори тој прво покажува каква е состојбата на луѓето во Коринт, верниците во Коринт, во Коринската црква. Потоа во следната метафора ни открива кои се причините и како се решава. И до крајот на третата глава всушност гледаме една терапија која што тој ја препишува на луѓето. Всушност вовдека апостол Павле е како лекар, како педијатар кој прави духовно испитување на верниците. Кога ќе се роди едно бебе, редовно, барам така беше кога јас имав мали деца, сигурно сега така. Не ги носат на матичен, ги носат на педиатри. Првата година или колку беше таму, и тоа на неколку месеци. Им стават вакцини, ги мерат колку тежак, ги стават на бага, потоа зимат 1 метро, колку е долго, одат, влегуваат кај педиаторот и гледат, споредуваат месеци, денови, тежина и утврдуваат дали растат правилно. И ако заостанува, прашуваат што ги храните, им давате ли од тие витамините, капките и така натаму. Се грижат за растежот и ако нема соодветен растеж, има проблем, има застој. Велат дека детето бавно се развива. И апостол Павле така некако како духовен педијатар се однесува кон верниците во Коринт, ја испитува нивната духовна состојба и констатира дека има застој, дека тие заглавиле во растежот, останале на некакво многу ниско ниво. Потоа им кажува и зошто е така, за да на крајот им посочи што треба да прават. Им открива правилниот пат, правилната насока. Ај ќе читаме така постепено и ќе видиме што апостол Павле всушност прави. Прво дава диагнозата. Во првите 2 стиха вели: јас, браќа, не можев да ви зборувам како на духовни, туку како на телесни, како на деца во Христос. Со млекове напоив, а не со јадење, зашто уште не можете да го примите, а и сега уште не можете. Значи, вели, ви имате проблем, и вашиот проблем е во незрелост, несозревање, духовно несозревање. Овдека пишува дека се во нашиот превод, нашиот преведувач го исправ зборот деца во Христос. Меѓутоа, ако ги видиме оригиналните зборови, не станува збор за деца, туку нешто
најмалите, они бебињата. Или оној период, не знам доколку едно бебе е бебе, но има период кој тоа продолжува да зависи од другите. Например, тоа бебе може и првите 6-8 месеци. Меѓутоа, тоа не оди само, не зборува се уште. Некои ги дојат и до подоцна. Значи, тоа е периодот во кој што тие се уште, сега да ги речеме, доенчиња. Вие се уште доенчиња, тоа е зборот. Многу мали деца, бебиња и оние најмалите деца, она после бебешка возраст. Вие заглавивте во таа бебешка возраст или возраста на доенчиња. Уште сте доенчиња. Уште треба да ве храниме со млеко, зашто вашиот духовен желудник, вашата духовна зрелост не дозволува да бидете хранети со поинаква храна. И овдека сушто им кажува со други зборови сега, па кој е проблемот на духовната незрелост. Не можам да зборам како на духовни, туку како на телесни, зашто такви и сте. Нивниот проблем е телесноста. Интересно е пак, и тука е целиот абсурд. Коринтјаните се сметале себе си за многу духовни. Нивната гордост доаѓа поради нивниот поглед на самите себе како на многу духовни. Затоа не се делеле на групи, која е по-духовната група. Затоа гледале од високо на останатите. Се сметале за особено духовни. Да, имале многу дарби, имале многу знаење, пишува дека Бог им дарил многу секако знаење, слово, дарби, изобилуваат во се. Меѓутоа, вели Павле, вие сте се уште телесни. И тоа е проблемот на коринтијаните. Проблем кој апостол Павле преку цело време се обидува да им даде решение, да им покаже решение. Павле е пастирот на црквата, тој ја основал таа црква, тој ги пишува посланијата, тој ја посетува црквата. Не Кифа, не Аполос, Павле се занимава со таа работа. И Павле како одговорен пастир на црквата им нуди решение. Се обидува да ги разбуди од илузијата во која живеат. И овдека директно им кажува, вие се сметате за многу духовни, но јас не можам да ви говорам како духовни, бидејќи сте си телесни христијани. Кога дојдов за прв пат во Коринт и тој се враќа на тоа време, не можем да ви дадам ништо друго освен млеко. Меѓутоа и сега кога го пишувам ова послание, се уште ви нудам млеко. И навистина, ако го разгледам ова послание, во него апостол Павле се занимава постојано со основите. Втората глава беше тоа како действува Словото. За вдахновението, за просветлението, за откровението, на основните работи. Павле и после неколку години е принуден да им ги говори основите на христијанството. Зашто се заглавиле во нивниот растеж. Се уште треба да им кажува од кого е растежот. Дека растежот не е од луѓето, туку растежот е од Бог. Уште и тоа не го сватиле. И бидејќи не го сватиле, заглавиле во растежот и во илузиите. И сега да нема некој недоразбирање околу зборот телесни, некој да не си помисли дека тоест да се посомнува дали тие навистина се спасени, апостол Павле вели дека тие се во Христос. Тие се деца или бебиња во Христос. Тоа значи дека тие поверувале во Христос, тие имат врска со Христос, соединете се со Христос. Светиот Дух го извршил новораѓањето, го извршил промената. Меѓутоа, не пораснале, се останале духовни бебиња. Се уште, всушност апостол Павле вели, се живеете стариот живот, со старите навики. Го имате Словото, ги имате дарбите, го имате знаењето, но се уште се живеете во старите навики, како што живее, и овде како со Павле понатаму ќе каже, како обичен човек, како обичните луѓе сте. И тоа е сериозна диагноза, сериозен проблем. Кога некој дете или бебе, и она, после другата возраст, напредува, например, ако
почне да оди порано, ако почне да зборува порано, тоа е радостна вест. Велиме дека е напредно тоа дете. Таа состојба не нас загрижува. И се радуваме. Меѓутоа, ако бебето и после 2 години и после не прооди, ако после 4 години не прозбори, ако го однесеме на психолог во школу на 6 години кажат, треба да почекате уште 2-3 години или да го однесете во школу за оние што побавно се развиваат, велиме дека е загрижувачка состојбата. Тоа загрижува. Но многу повеќе загрижува ако христијанинот, кој е новороден, остане заглави во некоја бебешка состојба. Тоа треба уште повеќе да го загрижи самиот верник. Зашто е сериозна работата. Заглавувањето во духовниот растеж е сериозно како заглавувањето и во физичкиот растеж. Никој не би се гордел, не би се радовал. Секој би бил загрижен и би барал начини како да се справи, како да се спаси од таа состојба. Така, диагнозата, што дека апостол Павле ја дава, е многу сериозна. И тој прави испитување на христијаните. И си мислам, ако нам би ни направил такво испитување, а Бог постојано прави такво испитување, каква ќе биде, не диагнозата, но какво ќе биде мислењето. Ние имаме здравствени книжки за нашата физичка состојба. И во нив уште од мали се запишуваат промените. Ние имаме здравствени книжки. Исто така, но во духовен поглед. Бог си ги има. И Бог во секој момент ја проценува нашата состојба. И пишува таму. Се развива, заостанува, заглавил, воопшто не мрда. И тоа е сериозна работа. Духовниот растеж е сериозна одговорност. Зашто без разлика како гледаме на себе и дали воопшто гледаме некако на својот растеж, тоа си е факт во Божите очи. А пак си има и останати последици во личниот и во заедничкиот живот, за тој за кој што Павле продолжува понатаму. И кажува причината или симптомите може да бидат исто така овдека спомнати. Навистина, што меѓу вас има завист, кавга и неслуга? Не сте ли телесни и не живеете ли како обични луѓе? Зашто кога еден вели јас сум Павлов, а друг јас сум Аполосов, не сте ли тогаш телесни? Значи, што е вели? Зошто вие заостанувате? Зошто сте незрели? Вие сте незрели зашто меѓу вас има неслуга, меѓу вас има кавги, меѓу вас има завист. А суштината, позадината на се, тоа е основниот проблем уште на почетокот. Во вашето срце има его, има гордост. Таму каде што е гордост, таму е завист. Таму се и кавгите, докажувањата. Таму е наслогата. Таму се поделбите. Ви имате проблем дека сте полни со вашата гордост. Вие до толку ги издигнавте човечките авторитети, што го заседивте оној кој дава вистински растеж. И апостол Павле вели, живеете и не живеете ли како обични луѓе. С други зборови сака да им каже, во ред, во светот е така и нормално да е така во светот. Нормално е зашто во светот луѓето се поробени под гревот. И нормално е робот на гревот, оно на кого што гревот е господар, да се однесува така. Нормално е во него да има гордост, зашто гордост е основата и суштината на гревот. Нормално да има докажување. Нормално во светот човек да поставува секој свој правила и сите да се управуваат според тие правила. Јас ќе решам како другите да се однесуваат кон мене, и јас ќе решам па како кон нив да се однесувам. И ако сум доволно силен, ако имам доволно власт, пари, моки, и ќе го правам тоа. И ако некој не се покорува, ќе го казам, ќе го уништувам. Нормално е тоа да е во светот, вели Павле. Така се однесуваат
обичните луѓе. Меѓутоа, не е нормално така да биде во црква. Зашто во црква не е важно колку некој има сила. Да, ние како држава имаме проблем Македонија. Мене не ме чуди тој проблем што го имаме ние. Воопшто не. Ме загрижува, но не ме зачудува. Зашто нормално е во светот силните или велат големите риби да ги јадат малите. Они да ги решаваат правилата. Тоа е. Тие се во светот влада е гревот. Народите, државите се поробени под гревот. Тие се во темнината. И тие работат според принципите на темнината. Тие решаваат што ќе биде, како ќе биде. И со сила наметнуваат. Но проблемот е кога духовните луѓе, кога новородените се однесуваат така. И апостол Павле вели, вие се однесувате како обични луѓе. Како што се однесуваат во светот. Вие се завидувате, вие се расправате, вие се докажувате, вие живеете во неслога, поделени сте во црквата во групи. Зошто? Зашто забравивте кој е вашиот Господар. Во црквата, со други збори, Павле понатаму тој ми го кажа, кој умре за вас, кој ве спаси вас? Христос крвареше на крстот. Христос ве спаси. Тоа значи дека вие не му припаѓате на Павле или на Кифа, со други зборови, вие не се припаѓате себе си. Павле и Кифа биле само оправдание за своето еко, за нивната гордост. Вие сте слуги на Христос. И потоа веќе со другата метафора јасно кажува дека ние сме слуги на Бог. Зашто Христос умре за нас. Христос плати цена за нас. Христос не откупи од гревот. Ние сме Христови, тој е нашиот Господар. И ако е тој нашиот Господар, тогаш ќе се раководиме според неговите правила. И тогаш ќе го бидеме послушни нему и ќе ги следиме неговите стандарди, не на светот. И тогаш нема да има завист, нема да има капки, нема да има неслога. А каде што има капки, неслога и завис и гордост, таму нема прогрес. Тоа значи заглавување. Тоа значи да се осудиш, да си пресудиш духовна стагнација и назадување. Тоа е причината, вели апостол Павле. Вие не растете, не се развивате, зашто на престолот во вашето срце не е Христос како Господар, оној кој спасува и дава растеж, туку во вашето срце седи гревот и гордоста, која никако пак не може да даде растеж и развиток. Таму каде што има гордост, таму има уназадување. Таму каде што е Христос, таму има растеж. И така, диагнозата што ја дава апостол Павле е отсутство на растеж. Зошто? Зашто тие живеат како обични луѓе. Тие живеат според стандардите на светот. Живеат во гордост, во капки, во завист, во суета, во поделби. На една страна била групата на Павле и гледала со завист или пак со гордост на групата на Аполос. И обратно. Во срцата им вријало и најчиство и кавгаџиство. И суета и кавка. И во таква ситуација апостол Павле вели, не може да има растеж. Кај ќе работи Христос, кога Христос го нема никаде во вашите срца? Затоа почнува да говори. А што е впрочем Павле? А што Аполос? Не се ли тие служители преку кои поверувавте? Кој е решението всушност? Сака да им го нуди апостол Павле. Ја променува метафората и од бебиња почнува да говори за слуги кои работат на нива, на црквата како духовната нива. И единственото решение за нивниот проблем е да ги разништат оние авторитети кои си ги поставиле. Тоест, да се ослободат
од онаа човечка гордост и надеж во себе си и во луѓето и да ја постават сигурноста и надежта на вистинското место. И затоа прашува, тој не вели кој се па тие, тој вели што се тие. Правилно го поставува прашањето. Што е Павле? Што е Аполос? Павле и Аполос се слуги. Тие се обични служители на Божјата нива. Тие сеат, тие полеваат, но тие немат моќ да направат ништо со она што го посееле. Ништо со она што пожнееле. Со други зборови апостол Павле ги симнува од оној пиедестал каде што ги поставиле коринтијаните. И таму на пиедесталот го поставува вистинскиот. Проблемот е кога ние ќе се поставиме себе си и своји авторитети на престолот и го седнуваме таму оној кој што треба да стои. А кој треба да стои? Не се ли тие служители преку кои вие поверувавте? И тоа според она колку кому Господ му дал. Јас посадив, Аполос полеа, но Бог направи да израсне. Затоа ниту оној кој садие нешто, ниту пак оној што полева, туку Бог кој прави да израсне. Кој сади и кој полева се едно, а секој ќе ја добие својата награда според својот труд. Ние сме му соработници на Бога, а вие сте Божја нива. Божјо здание, и тоа поминува на следната метафора, која е следниот пат ќе разгледаме. Овде како говори за награди, како мотивација за едно посветено служење, а многу повеќе во следната метафора ќе говориме за тоа, само ќе го ставиме. Бидејќи овдека темата е проблемот, причината за проблемот на луѓето. И за да не се демотивираат, пак воопшто не служат, зашто од нас не зависи, тој го вклучува и награди за службата, но тоа следниот пат. Прво вели, тие се служители преку кои што вие поверувавте. Со други зборови, вашето новораѓање, вашето спасение не е резултат на нивната служба. Спасението доаѓа од Бог. Вие поверувавте, Бог ќе употреби тие луѓе за вие да поверувате. И новораѓањето не дојде, Павле не ве новороди, Павле не ве искупи од гревот, Павле не ве преобрази, Павле не ве спаси. Не само што не ве спаси, туку откако сте сега спасени, тие не можат ни да придонесат и за вашиот растеж. И вашиот растеж не може да биде изграден од луѓето. Да, луѓето тие ви проповедаат, тие се грижат за вас, тие се молат за вас. Меѓутоа, растежот на крајот на краиштата е нешто меѓу вас и Бог. Нешто се случува меѓу вас и Бог. Зависи од тоа кој ќе остане во вашето срце. Кон кого ќе остане вашиот поглед фокусиран. Од тоа ќе зависи дали ќе има растеж. Павле може да го проповеда најдоброто слово, Павле може да ви ја даде најдобрата грижа, но Павле не може да направи да растете. Растежот е од Бог кој е во врска со вас. И од вас и вашата врска со Бог зависи растежот. Не од врската со мене, вели Павле. Не од врската со Павле. Не од надежта во нив. Туку од врската што ќе градите со Бог. Од срцето што ќе си го отворите кон Христос. Јас посадив, Аполос полеа, но Бог направи да растат. Затоа ниту оној кој садие нешто, ниту пак оној што полева, туку Бог кој прави да израсне. Бог е оној што дава растеж. И квалитативен, духовен, личен и како количество. Сиот растеж го припаѓа на Бог. Доаѓа само од некој. Не, растежот не е поради проектите, не е поради визиите, не е од големите служења.
Да, ќе кажеме нешто повеќе. Треба да ги правиме сите тие работи. Зашто сите тие се инструменти што Бог ги користи. Но самиот растеж доаѓа директно од Бог. Проблемот, нашиот проблем, е што забегуваме. Ако на растежот гледаме како на продукт на човечки труд, тогаш доаѓаат проблемите. Зашто во секој случај ќе имаме проблем. И кога има растеж ќе има проблем, и кога има назадување пак ќе има проблем. Зошто? Зашто кога има растеж, секој, ако растежот го должиме на луѓе, секој ќе сака себе си да се покаже како заслужен за растежот, зашто нели од нас е развој. Од нас доаѓа развој. Ако има назадување, тогаш ќе бараме вина во другиот. И во едниот и во другиот случај ќе има или завист, или неслога, или кавга. Проблемот во црквата во Коринт е тој. Кога имало прогрес, секој се китал како заслужен прогрес. Кога имало проблеми, секој се карал со другиот како виновник за проблемот, за назадувањето. Но ако растежот, тоест изворот на растежот го поставиме на вистинското место, тогаш сета слава ќе му припаѓа на Бог. И сите ќе се трудиме да придонесуваме, да даваме и средства, да даваме ресурси кои Бог ќе ги употребува за тој да го прави растежот. Ако на растежот гледаме како на плод на човечки труд, се блокира растежот. Едноставно се блокира. И ние остануваме бебиња. Тоа е ситуацијата во Коринт. И тука на крајот, пак оние прашање. За состојбата, индивидуалната состојба на секој. Таа зависи прво од на кого се надеваме. Дали се надеваме на човечка сигурност, на самите себе си, на луѓе, или пак на оној кој единствено дава растеж. Преку Христовиот дух, преку Божиот дух. Или пак, што седи во нашето срце. Што набабрува во нас. Растежот е само од Бог и нашата сигурност е во Бог. А ние, ако го любиме Бог, и ако веруваме дека тој дава растеж, тогаш ќе се трудиме со сите сили да дадеме најдобри ресурси кои Бог ќе ги користи. Најдоброто од себе, најдоброто служење, зашто за нас ќе биде чест Бог да го употреби најдоброто наше служење, најдобрите наши усилби, за да предизвика растеж. Тоа е мотивот. И на крајот се разбира, има и награди, за кои ќе говориме следниот пат. Но на крајот на краишто, кога ги даваме најдобрите усилби, најдоброто служење, повторно, да не забораваме, дека и најдоброто што го даваме, и тоа не го велам, јас Библијата го вели како извалка на крпа, која се користи за најгнасните работи. Кога треба да чистам нешто дома, околу колата или нешто, барам некоја стара крпа што не ни треба повеќе. Извалка, нешто ќе се фрли. Словото вели дека нашите најдобри усилби во спорава со Божјата совршеност е такво. Така ние да се трудиме да го даваме најдоброто од себе, но секогаш да имаме предвид дека сме само слуги кои Бог ќе користи за растеж, ништо повеќе. И тоа и треба всушност на современата црква. Денешната современа црква толку се подпира на човечките способности, на човечките стратегии, на човечките планови, што заборавила од кого доаѓа растежот. И под чие раководство живееме. Од тоа кого зависиме, всушност, или на кого се надеваме, ќе зависи кого ставаме во нашето срце, или чие раководство следиме. Христос не откупи, не нагороди, за да биде на престолот на срцето, да биде Господар. Овој текст, всушност, ако така навлезам во длабочина, ќе видиме дека буквално вика кон покаяние.
буквално вика, клегнете сите пред Христос и побарајте го во вашите срца. Зашто цело време само говорите за Павле, за Петар, за Аполос, а Христос го нема никаде. Слушно, симптомот на вашата болест, на вашиот проблем, всушност покажува едно одбивање вие да дојдете кај Христос и да клekнете пред Него и да се покаете. И да побарате од Христос да го тргне тој идолопоклонство кон егото што царува во вас, за тој да влезе во вашето срце. И тоа е потребата на секој христијанин, буквално на секој. Постојано, редовно, да доаѓаме пред Христос и да го молиме тој да премагнува од нашите срца се што пречи тој да биде на тој престол. Се што пречи тој да го прави растежот. Зашто ако нешто друго никне таму, ќе почне да го суши растежот. Засадивме домати и има едно растение што излегува, изличи на китка, нема корен, а всушност неговиот корен е коренот на доматот. Никнува директно на доматот, на коренот на доматот. И од таму цело време црпи храна и го суши доматот. Идолите го прават истото во нашето срце. Никнуваат на оној корен што Христос го посадил во нашето срце и ја крадат целата духовност на нашиот живот. И остануваме духовно закржлавани, остануваме духовни бебини. И затоа треба да доаѓаме кај Христос и да бараме тој да ги трга сите тие работи. Зашто тој ги прави тоа. Со желба, со разбирање, со знаење. Единствено тој да го сподели. Нашата надежда биде само во Него. Нашиот растеж да зависи само од Него. И тогаш нема да има завист, неслога, камки, туку ќе има слога, ќе има единство. А тоа пак дава една добра атмосфера, добра почва за растеж. Секаков. Бог работи во таква атмосфера. Бог да ни помага. Да се учиме од грешките на нашите предци. Павле вели дека се што е запишено за да се учиме на нивните грешки. И ние може да бидеме благодарни на Бог што го зачувал ова вдахновено од Него послание, да се учиме од тие грешки и да не ги повторуваме, за да имаме еден добар духовен растеж.